Гостинот од камениот век, Гансовски. Сакате ли да чуете една приказна? За достоверноста јас гарантирам. Самиот сум учесник. Сите се согласивме. Подполковникот погледна во нас и ја затвори вратата кон коридорот. Прв пат се решавам да ја раскажувам неа вака во компанија. Поточно еднаш се обидов, но ме сватија како да сум полудел. Да, значи така, тоа беше пред повеќе од 20 години. Поточно во април 1941 година. Со другарот имавме дефект на авионот во Сибир. Полетавме од Еглонда за Акон и моравме принудно да слетаме во тајгата. Нема да ви раскажувам долго како се случи сето тоа. Јас бев пилот, Виктор Комаров, штурман. Во метеоролошката извидница се отклонивме од курсот. Ни се беше расипал гирокомпасот и потоа летавме по тамина. Во облаците авионот почна се повеќе и повеќе да се наклонува. Бевме пропаднати во некоја чудна воздушна струја. Се обидував да го дигнам авионот колку можев погоре, но тој беше непослушен. Крвта ни се здравуваше. Требаше да се бара излез. Се мачам да свртам остро влево, но и тука немам никаков успех. Исто така целиот свет да се урива заедно со нас. Од 2000 метри височина почнуваме да се спуштаме по полека надолу. На височина од 150 метра ние излеговме од облаците. Снежната долина и ретката шумичка бргу ни надоаѓаат во пресред. Уште неколку обиди да ја земам власта над машината. Се случува толку брзо, што немаш време ни да се исплашиш. Удар, тресок, шкртање. Носот од авионот се понесува напред. Ремењето се вкопуваат во рамениците. Уште еден удар. Стаклата од кабината се накривуваат. Подот станува зид, а ние висиме на ремените. А потоа започнуваат непријатните откривања. Се чувствува мирис на запалена гума. Апаратот гори. Се измолкнавме од авионот. Виктор наеднаш паѓа. Ногата му е скршена. Морав да го оставам прво да лежи на снегот и пред се да се притиснам во кабината по нашите резерви. Потоа го извлекувам Виктор на 50 метра настрана. Тогаш пламенот во авионот достасува до бензинскиот резервоар и авионот експлодира. Сега можете да си ја замислите нашата состојба. До Акон има 300 километри. Се наоѓаме во глувата тајга, каде што не стапнала човечка нога. Можеби уште од самото создавање на светот. Храна имаме се на се за една недела. А Виктор има скршена нога. На тоа, дека ќе не забележат од авион, не можевме многу да се надеваме. Та ние толку многу се бевме оддалечиле од курсот, што никој нема да ни се досети да не побера на оваа страна. Радиостаницата пропадна заедно со авионот и немавме никаква можност да се поврзаме со луѓето. Наоколу царуваше спокојна таинствена тишина. Врнеше снеже. И ниските северни кадрави ели стоеа како безмилосни судии, кои веќе ја имаа изречено смртната пресуда за нас двајцата. Се мачев гласов да ми биде колку може посигурен. Па, како е Витја? Виктор ги собра рамената, исто како да вели. Што можеш, сум видел и полошо. Сушност, ниеднаш уште со нас не беше се случило ништо полошо. Та ние и двајцава бевме уште момчаци. Тој имаше 24, и јас исто толку. Од гранките направив калапи за ногата на Виктор и го легнав на здиплениот во неколку ката подобран. Вечерта доби температура. Ногата потече и поцрвене. Тој боледуваше. Се мачеше да не разговараме за катастрофата. Утредента на својот другар му го оставив развалениот оган, му оставив резерва дрва и тргнав во извидница. Снегот во шумата беше мек. Понекогаш пропаѓав и до појасот. По 3-4 часа шумата се проречи. Наоколу беа само ситни брезички. Потоа веќе и тие се свршија. Пред мене се отвори рамнина. Снегот беше тврд, набиен од ветровите. Тука јас скоро и не пропаѓав. Но рано беше да се радуваме. Рамнината право, оддесно и одлево ја затвараа стените од планински карпи.
Камениот синџир се протегнуваше од запад кон исток, како можем само затоа за да ни го затвори нам патот кон север, кон Акон. Се доближив до планината. Понекаде снегот се одронил, се откриваа стрмните и испукани стени. Не можеше да станува ни збор да го пренесам преку некој од нив Виктор. Се сеќавам дека тој ден поминав 5 километри и се вратив назад по своите стапалки, дури кога беше сосем стемнето. Огнето уште гореше. Виктор лежеше полуонесвестен. Откако му раскажав за своето патување, тој тогаш сосема без причина се поднасмевна. А мене ми дојде еден мамут. Каков мамут? Каков? Обичен мамут. Дојде, постоја тука и ја понишка сурлата на догнав. Јас помислив дека Виктор блада и за да го оддалечам од предметот, почнав да зборувам за нешто друго. Тој се навреди. Што? Ти не веруваш? Но зошто да не верувам, што особено има тука, па... Виктор се сврте на другата страна и замолкна. Набрагу заспавме. Ноќта врнеше снег, но времето беше чудесно топло. Утредента, јас исто така продолжував да барам премин преку планината. Сега тргнав во друг правец и изминав 10 километри, но камениот зид се покажа недостапен. Изгледаше како да сме попаднале во некоја клопка, од една огромна долина, од која не постоеше никаков излез. Целиот ден талкав јас, газејќи по високиот снег. Дури некаде во приквечерината почнав да се прибирам кон местото каде што го имав оставено својот другар, кон полјанката на нашата несреќа. Огромната црна грамада што го заскриваше од мене огнот, осветлен по бедрата од неговите црвени одблесоци, навистина оддалеку многу прилегаше на некоја голема копа сено. Дојдов поблиску и срцево почна побрагу да ми чука. Тогаш застанав и се зацкрив зад една голема елка. На полјаната стоеше мамутот. Грамадниот звер беше висок не помалку од 4 метра. Тој беше неподвижен, над огнот се извиваше само неговата сурла, правејќи некакви извивки во нагреаниот воздух. Некакви кругови, некакви осумки. Се сеќавам дека моето прво движење беше да се дофатам бргу за колкот, каде што беше наганат. Но за среќа јас се воздржав. Помислив дека тука со пиштолот и не ќе може многу да се стори. А меѓутоа во стојката на мамутот и немаше ништо заканувачко. И Виктор исто така не изгледаше многу вознемирен. Лежеше на грбот и се насмевнуваше. Усните му се помрднуваа исто како кога нешто да заразговараше со мамутот. Гледнав конив неколку минути. Неочекувано, оваа жива планина се покрена. Мамутот ја подигна својата сурла кон Виктора. Јас примрев. Па сепак ништо страшно не се случи. Виктор ја подигна раката, се присмеа и го потчукна мамутот по сурлата. Мамутот одново се разнишка и свртувајќи се кон огнот, започна пак да ги црта со својата сурла оние кругови и петелки. Јас свртев околу огнот и полјаната и доаѓајќи му на Виктора од зад грбот, легнав наподобрано до него. Имав некакво инстинктивно чувство дека не би требало да му се доближуват на мамутот сам, туку дека Виктор мора да ме запознае со него како со важен и значаен гостин. Виктор се сврте кон мене. Тој имаше влажно и сосема среќно лице. Мамутот, рече тој, го гледаш ли мамутот? Штом ме здогледа мене, оваа волнеста грамада почна да се движи. Тешките нозе под пречекорија, главата заплови низ воздухот и застана над мене. Се протегна сурлата розова на вршкиот и од негоде од самиот врв на таа планина се загледаа во мене малечките стари и умни очички. Не плаши се, го дочив гласот на Виктора, тоа е сосема питом. Во лицево ми удри силна воздушна струја. Мамутот воздивна и сурлата се тргна. Главата заплови назад, зверот се врати крај огнот на старото место. Тој беше толку голем што само сурлата и очите му изгледаа живи, а сето друго се чинеше како да е некој огромен стар и спор механизам. Па ете, ова е оној мамут, рече Виктор. Тоа не е бладање, нели? И мене отпрво ми се стори дека бладам. Тој дојде дење и постоја тука. Мамуте,
Реков, какво бладење има тука, ова е вистински мамут. Гледавме во мамутот, потоа еден во друг и мене наеднаш неочекувано ме спопадна некакво глупаво смеење. Тоа беше толку неочекувано денес дека мамутите се животни од ископините на кои што бевме свикнати. Мамутите се изумрени од пред илјадници години. Секој учение денес знае дека мамутите се животни од ископините, кои некогаш ја населувале Европа, Азија и Северна Америка и кои во предисторијата се јавуваат како современици на правобитниот човек. И еве, тоа животно од ископините стоеше сега покрај нас и ја врткаше својата сурла на огнот, што јас го развалував. Неприродно, дури и глупо. Исто онака како да го гледав Георгије победоносецот како лета низ воздухот со неговото копје или да речеме некој си архангел таму. Веројатно тоа беше причината поради која зовре во мене она будалесто смеење. И Виктор исто така зеде да се смее. Нему сега му се стеснуваше од смејата целото негово тело, а му се грчеше неговата болна нога, но ни тој не можеше да ја додржи таа глупава смеја. Мамутот се загледа во нас и ги начули своите малечки обраснати со волна уши. Откако се изнасмеавме добро, ние најпосле се смиривме и бришејќи си ги солзите се загледавме еден во друг. За ова би требало колку се може поскоро да се соопшти, рече Виктор. Колку што може поскоро, се согласив јас. Можеш да си замислиш каква сензација ќе биде? И сега јас сосема внимателно и сериозно се загледав во мамутот. Се разбира, тој беше многу поголем од сите слонови што ги има видено јас во зоолошките градини или по циркусите. Само во почетокот ми се стори дека неговите очи се малечки. Всушност, тоа беа многу поголеми од очите на човек. Беа умни очи и помалку изморени. Се чинеше дека на мамутот, ваков гигантски и неповредлив, не му беше многу пријатен и лесен животот на овој свет. Чудесни се неговите заби. 2 огромни сиви прстена. Секој тежок барем по 70 килограми, а може би и уште потежок. Тие беа така свртени кон назад, што со своите вршки за малку што не се забодуваа во муцката на мамутот, во самиот корен на неговата сурла. Големиот грб го правеше мамутот толку многу сличен на копа од сено. Темото му беше обрастено со особено густа и долга волна, исто онака како животното да имаше набиено до над самите веги некаква шубара со долга волна. Со еден збор тој беше облечен токму онака како што одговараше на сезоната. Интересно е тоа дека тој воопшто не прилегаше на слон. Сите големи животни од Индија и од Африка, слонот, носорогот, нилскиот коњ, се голи. Тоа ги прави нив некако туги за нас, северните луѓе. Овој беше обрастен со густа црвеникава волна, влакнест, како некоја голема своевидна мечка, само со сурла и со големи заби. Го гледавме, а тој продолжуваше да стои над огнот. Очигледно дека не му беше пријатно чувството на топлината, на која не беше свикнат. Утредента, кога се разбудивме, ние со Виктора видовме дека нашиот гостин си отишол. Целата полјана беше израскопана, а кон југо-исток меѓу елките се продолжуваше трагата на големите кружни стапалки со радиус од половина метар. И тогаш ние се договоривме да не го пуштаме мамутот да ни избега, туку да тргнеме по неговата трага. Дури до денес јас тешко можам да сватам што го предизвика ова решение во нас. Како можем од нас да зависеше дали ќе го пуштиме или пак нема да го пуштиме него. Како да бевме во состојба да го достасаме огромниот мамут, ако тој посакаше да си отиде од нас. Ние заборавивме на својата состојба. И Виктор и јас бевме страшно возбудени. Сите идни денови по некаков молчелив договор воопшто не зборувавме за тоа дека храната не се ближи кон крај, дека излезот од клопката на долината се уште не беше изнајден и дека во најблиската населба имаше уште 300 километри непроводна тајга. Разговаравме постојано само за него, за мамутот. По сите веројатности, нас и двајцата не правеше среќни помислата на тоа дека еден од најжестоките и најнепремостливите закони на природата, кој им дава сила и им го овозможува развитокот на едни видови животни, а ги осудува на гибел другите видови, тука без друго направил еден голем исклучок.
Мамутот, според тој закон, требаше да биде изумрен. Но ете, тој живееше. Живееше, а тоа уште никој жив на светот, освен нас двајцата, не го знаеше. 2 дена ние одевме по мамутот, а тој воопшто и не се обидуваше да се скрие од нас. Првиот ден јас го влечка Виктора по неговата трага и ние го достасавме огромното животно само после 7 километри. Тоа навистина се случи дури во прекричерината. Го најдовме како стои во малата елова горучка, како ги вршките оделките и сосема спокојно и поред ги пика во својата уста. Оделката скокна една верверичка, се кавично претрча по неговата сурла, по грбот и се спушти по опошот. А тој не обрна нејзин никакво внимание. Нас тој не допушташе толку блиско, колку што ќе посакавме самите. Очигледно, во оваа долина тој немаше никакви пријатели и покрај тоа што тајгата беше преполна со диви зверки. Ноќе често можеше да се дочие завивањето на волчите глутници, трубија елените или лосовите. А вториот ден наутро, кога ние одновно тргнавме да одиме по мамутот, во еловата корија се разнесе еден чуден трескот и уште веднаш кон нас поледа еден млад лос со изгребана глава и испупчени крвави очи. Се затетерови в страна и ја забуца муцката во снегот. На неговиот грб имаше некаква сива израслинка, а кога зверот падна, ние го здогледавме рисот што се беше впил во него, со неговите жолти очи и киските на неговите уши. Го испадивме рисот со 2 истрела и лосот ни припадна нам. Борбата со рисом можеше да ја наблюдува и тој, големиот мамут. И стрелите и непознатата миризба на барут го растревожија и него. Тој престана да ја грицка еловата гранка. Четината по неговиот грб настрахна. Потоа тој ја накрена сурлата, силно повлекувајќи го и издувајќи го воздухот. И тој наеднаш почна да труби. Тешко е да се опише тој звук. Нешто слично како кога оддалеку трубат параходите, што надоаѓаат во магливо време над свиоците на големите пловни реки. Звук чиј извор тешко може да се определи и за кого имаш впечаток дека во исто време се разнесува насекаде наоколу. Мамутот направи неколку чекори кон нас и застана, преместувајќи се од едната на другата нога. Ни се стори дека кај него се појави сомневање. Толку ли се безопасни овие малени суштества кои тој првпат ги сретна неодамна? Ние добро се исплашивме. Но најпосле сето тоа се заврши со ревежот и со неговото помрднување. Потоа тој пак си се смири. Четината по неговиот грб пак си полегна и маметот пак си се врати кај своите елки, продолжувајќи да ги брсти. Кога стоиш покрај мамутот заради неговите огромни размери, имаш постојан впечаток дека се наоѓат заслонет за некаква стена, обрастена со груба боцкава маховина. И окото што те погледнува сомнително од далечината, ти се чини дека му припаѓа на некое сосема друго суштество. Тој впечаток сепак исчезнуваше кога ние со Виктора гледавме оддалеку во мамутот. Тогаш тој изгледаше сосема целовито. Тој беше во хармонијата, со околна слика на тундрата, со ситните лески, грмушки, снежните преспи и сивото дрво. На ова огромно животно, особен белег, му даваше неговата грива. Долгите сиви влакна започнуваа од грбот и во партали висеа под неговиот стомак. Заради нивната седавост, ние двајцата дојдовме до заклучок дека мамутот е многу стар. Вечерта на вториот ден, кога го заваливме нашиот оган, мамутот пак се доближи до нас и зеде пак да си ја грее својата сурла. Тоа беше една многу чудна слика. Ние двајца, легнати на распосланиот падобран, печеме парчиња месо од големиот лос, а над нас, нишкајќи ја и привиткувајќи ја својата сурла, стои мамутот, огромен, обраснат како стог. Како некој жив представник на изобрената природа, како представник на вечност, на она првобитно предисториско миното. Чудно, но ние се чувствувавме сосема спокојно среде тајгата. Според сите веројатности, присуството на оваа огромна жива громада ни даваше гаранција за тоа дека нема да загинеме среде оваа изгубена долина. Во клапите што ги имавме направено самите, Виктор веќе не чувствуваше болки во својата нога. И ние цела вечер расправавме за тоа како да се добереме до Акон и да соопштиме за мамутот во Академијата на науките во Москва.
а потоа да се вратиме пак тука во составот на некоја голема и организирана експедиција. Вечерта беше необично топла за она време од годината, но веднаш потоа почна да заладува. После малку беше очигледно дека времето сосем се расипува. Почна ветер, над пресипите се развиорија пепелници, виолицата почна да не го завеува нашиот оган. Мамутот се растревожи. Тој немирно тропкаше со нозите, неколку пати ја подигнуваше својата сурла нагоре, душкајќи нешто. Малечките уши му се начулуваа. Неочекувано, низ монотониот вој на ветрот, се замеша еден долг звук како трубење на параход. И ние уште веднаш свативме што значи сето ова. Нискиот тажен звук проникнуваше насекаде. Тој доаѓаше од некаде од далечината зад елгите што не заобиколуваа, од мракот зад преспите и бреговите на овој изгубен зафрлен крај. Пак мамут, профрече Виктор. Сваќаш ли, тој е друг мамут, тој е таму некаде. Јас скокнав и Виктор се исправи. Тоа знаеше дека нашиот мамут не беше единствениот што останал на земјава. Ние за сето време дотогаш мислевме така, очигледно заради тоа што тој ни изгледаше нам онака стародревен. А сега ни беше сосема јасно дека тој не е осамен во оваа недостапна долина. Тој се наоѓаше можеби и некое цело мамутско стадо. Нашиот мамут без друго го чу далечниот повик на својот соплеменик. Тој ја накрена сурлата високо кон небото и како одговор нададе и тој од своја страна еден долг тревожен рик. Тој сега наеднаш почна да се тревожи, да клима со главата, да се нишка, да нагазува со предните нозе. Од далечината одново допре тревожниот тажен ревеш. Мамутот несмасно се потргна од огнот, се сврте и крашејќи ги ветките си отиде од нас. Замина кон шумата, кон темнината. Некое време до нас допираа неговите стапки, а потоа се стивна. Тогаш ние се погледнавме еден со друг, а потоа заминавме по трагата на мамутот. За тоа време ние веќе имавме направено нешто слично на санка и сега јас се впрегнав во неа и го повлеков Виктора. Сега ми е тешко да објаснам зошто не го дочекавме утрото за да појдеме по него. Пред се ние без друго сметавме дека онаму кон каде замина нашиот мамут во далечината мора да се случува нешто многу значено. Тоа беше за нас една и премногу тешка ноќ. Ветерот се повеќе се засилуваше. Од темнината се накрева и ни летаа во преспет снежните пепелници, заслепувајќи ни ги очите и раскинувајќи ги нашите чела и лица. Наоколу царуваше виолицата, стенкаше и завиваше сиот свет обземен во неа. Ни се чинеше дека целиот космос побеснел, дека се покренал од местото и дека сето е понесено од некаква лудечка игра. Ветрот пиштеше и завиваше, а низ неговиот страшен вој за сето време од далечината достасуваше до нас тажниот ревеш на мамутите. Поради тоа што тој глас многу прилегаше на трубењето на параходите, ние двајцата за сето време имавме впечаток дека некаде таму во далечината се случува некаков бродолом, некоја поплава, некаква огромна катастрофа и дека тие упорни гласови постојано молат за некаква помош. Длабоките стапалки од мамутот бргу ги завеваше снегот. На крајот од краиштата ние свативме дека ќе мораме да се движиме, па макар и само заради тоа колку да не замрзнеме на местото. Ако останевме крај огнот, за сето ова време ние без друго веќе ќе бевме завејани. Паѓав, станував, одново паѓав. Виктор ми олеснуваше, буткајаки се себе си, исто како во некое весло со еден голем прат. И така се влечкавме и по неколку часа од ситната шумичка излеговме на една рамна голина. И до сега пред очеве ми стои разбрануваното и разбурканото од виолицата снежно море. Тука се завршуваат трагите. Од тука па натаму ништо не можеше да ни го покаже патот. Но бурата бргу почна да стивнува. Остануваше само приземното ветерче, кое дувкаше постојано и како змиички ги извиваше малечките снежни струи. Од зад облаците се подаде ниското лице на месечината. Ги осветли сините снегови, бреговите во далечината и рамнината, обрастена на места со црните кории. А ревежот на мамутот допираше од некаде од напред, сосема близок.
Се загледавме и бргу успеавме да ја откриеме на 30 на метра пред нас големата темна силуета. Ја повлеков санката со Виктора уште поблиску. Тоа беше навистина нашиот мамут. Тој беше проботнат до половината во снегот. Надвор му се наоѓаше муцката и сурлата, забити и рбетот со надигната четина. Отпрво помислив дека тој се мачи да се извлечка од снегот, но набрагу сватив дека тоа воопшто не беше така. Ние со Виктор набрагу видовме дека покрај нашиот мамут се црнее грабушката на уште едно огромно животно. Вториот мамут беше без заби. Очигледно тоа беше женска мамутка. Таа беше уште подлабоко пропадната во снегот. Незиниот снажен рбет беше скоро изрмнет со снежната површина. А за сето тоа време сурлите на мамутите се испреплеткуваа. Се чинеше како овие огромни животни да се мачат да си го стоплат од снегот. Кога поземечкиот ветер просто го натрупуваше на тој простор меѓу нив. Јас се доближив толку многу до нив што парејата од нивните стенкања почна да ми удира в лице. А дури тогаш видов дека тие две огромни животни всушност не го гребат снегот. Срцево ми се стегна од сликата што ја видов во тој миг. Таму во снежната дупка меѓу нив се наоѓаше едно малечко мамутче, кое тие се обидуваа да го измолкнат, да го спасат од снежната пропаст, а за тоа време самите се подлабоко и подлабоко потонувајќи во снегот. Ете на тој начин тука, веднаш по нашата близина, пропаѓаше, загинуваше по сите изгледи последното мамутско семејство на земјава. Според сите веројатности, прв беше пробатнат во дупката токму тој, малечкиот. Мајката, сакајќи да го извлече, и самата почнала да тоне во снегот. Тогаш таа повика за помош, а сега веќе ете тука потонуваше и нашиот мамут. Подоцна, по 2 месеца, ние со Виктора долго размислувавме како можело да се случи сето ова. Мамутите, кои со векови продолжиле да живеат во оваа затворена долина, веројатно доста добро ја познаваа неа, а бидејќи се тоа доста умни и предпазливи животни, не постоела никаква можност да пропаднат во една ваква клопка. Но работата се состои во тоа што овој крај пред 10.000 години бил крај на ледниците. Потоа ледникот отстапил, отварајќи ги големите низи, огромни количини мраз. На тој мраз се натрупували и се стракалувале од планините разни камчишта и други наноси. И така за стотини илјадници години се образувал земјен пласт по кого пораснале и дрвје и тревје. А пролетните води под овој слој го смивале, растопувајќи го заборавениот мраз, и на тој начин се формирала оваа непозната злобна празнина. Во една од ваквиве природни клопки, според мислењето на многу научници, беше пропаднат и загинат и гигантот од реката Березовска, чучелото, кој сега се наоѓа во Зоолошкиот музеј на Ленинград. Според сите веројатности, причините за оваа трагедија, која за своји сведоци не имаше мене и Виктора, се наоѓаше во некоја подземна пештера. Меѓутоа, тука веднаш покрај нас се случуваше една страшна трагедија. По еден час само сурлата од женската мамутка можеше да се види од дупката. Малечкиот беше сосема затрупан, а злобниот ветер фрлаше цели снажни соспи врз животните. Мамутот престана да го отпретува малечкиот и сега почна да го трга снегот од грбот на својата другачка. Но таа просто пред нашите очи тонеше и тонеше, се понеизбежно во земјата. Ветрот беше посилен дури од гигант. Мамитот не можеше тука ништо да стори. Од време на време тој ја обтегнуваше својата сурла и испушташе тажен зарепнат звук од кој срцето се распукнуваше. Бескрајна пуста рамнина осветлена од месечината. Скудна северна шумичка. Ветер што завива. Облаци што пловат по ниското небо и постојано ја запокриваат месечината. Една зафрленост, дивина и осаменост. Ни се чинеше дека сето ова се случува во предисториските правобитни времиња, кога предисторискиот човек и мамутот воделе очајничка безпоштедна борба за живот во суровата природа и помеѓу себе си. Потоа, во болницата јас размислував зошто мамутите сосема исчезнале од земјава. Се смета дека тие сами од себе изумреле, но ми се чини и тоа не е така. Јас мислам дека нив ги истребил правобитниот човек, сите до еден, до последниот. И токму нивното месо му помогнало да ја преживее неверојатно тешката, жестоката епоха на ледниците.
Можело да се случи без тоа нивно месо човекот да исчезне исто онака како што исчезнале обраснатиот носорог и големиот елен. Правобитната толпа на луѓето ги проследувала стадата мамоти се до оној миг додека не ги уништила сите. Та мамутот не е такво животно што може да се скрие во шумската коривка или да ја завара својата трага во степата. Се разбира, се тоа можело да не се случи токму така. Но оваа ноќ со Виктора ни се стори дека тој не е последниот гигант, кој по некое чудо се беше искрил од луѓето во оваа затворена, недостапна долина. Дека токму тој преживеан тука не повикува да му помогнеме. Но што можевме да сториме ние? Да се мачиме да го извлечеме мамутот од оваа снежна дупка беше исто така незамисливо, како да се покрене цела една куќа само со едната рака. Па и ние самите се наоѓавме одвоени во шепите на смртта во оваа дивина. Целото време јас морав да го отпретувам Виктор и просто пловев околу мамутите, пропаднат до градите во мекиот снег. 2 часа по нашето доближување до животните, а женската мамутка која веќе беше ја проголтала снежното подземје, а мамутот уште својата глава можеше да ја подаде од оваа стрмна челуст на подземјата клопка. Мамутот правеше гигантски усилби за да се исправи на своите задни нозе. Тој се подаде од дупката речиси до рамената, но во следниот миг наеднаш потона многу подлабоко. Почнуваше да се разденува. Можеа јасно да се видат неговите очи налеани со крв и испакнати. Тој ја оптегна својата сурла и можеше да го испушти само својот последен зарепан длабок ревеш. Тоа ние двајцата веќе не можевме да го поднесеме и заминавме понатаму со Виктор. Понатаму подгонувани од ниските налети на ветрот. Јас го влечев него не знаејќи ни самиот колку време. Стана светло и ние во далечината видовме дека стрмниот зид на планините далеку напред се прекинува на едно место со еден тесен процеп. Тоа беше излезот од долината, што јас го барав целите први 2 дена. Подполковникот замолка и во купето завладеа тишина. Зад прозорците просталкуваа елите на сибирската шума. Спроводникот на возот во коридорот разнесуваше чај. А што стана понатаму? Праша инженерот кој пред тоа раскажуваше за ихтизаурусот. Како ви успеа да се спасите? Просто одевме. Тоа е веќе друга приказна, како двајца авијатичари што се спасуваат во тајгата. Одевме по компасот. 20 дена. Се додека не ни изнајдоа јакутинците, ловци. Последната недела јас веќе воопшто не ја паметам. Ние со Виктор изгледавме како сеништа. Израскинати, прегладнети, ранети. Виктор целото време ме молеше да го оставам и да се спасам сам. Јас еднаш го оставив и одев доста време сам. Одев и се мачев, преклонувајќи се сами од себе си. Потоа се вратив назад, но тогаш ми стана јасно дека всушност не сум го оставил него, туку сум продолжил да го влечкам и понатаму. Мене просто ми се стори дека сум ја испуштил врвката од рацете, врвката со Виктор. Потоа во болницата ми раскажуваа како одвај успеале да ме одделат од него. Јас просто се бев пил во него. Подполковникот се насмевна и продолжи. Виктор се поправи и излезе побргу од болницата, а јас доста долго се наоѓав таму. И дури кога станав, тргнав кај главниот лекар. Почнав да му раскажувам, но не успеав да завршам. Тој веднаш повика една жена, која всушност беше психијатар, и тие и двајцата почнаа да ме смируваат мене. Ништо, вие ќе се одморите и се ќе помине. Помачете се да не размислувате за мамудите. И вашиот другар исто така зборуваше, но сега нему му е добро. Јас пламнав. Тие двајцата се погледнаа, занишкаа со главите. Сватив дека ќе биде подобро тоа да го одложам додека не ме пуштат од болницата. Но ни тогаш ние немавме можности да се зафатиме со мамутите. Излегов од болницата. На вратата ме пречека Виктор. Но тоа веќе беше на 22 јуни 1941 година. Беше време за други грижи. Беше војна. Хитлер ја нападна мојата татковина. Дори сега, потем 20 години, јас одам во Акон да земам учество во експедицијата на Академијата на науките. Тоа сега нема да биде случајност или катастрофа. А Виктор? Берлин. Во 45-та година, знаете, рече тој после паузата подполковникот.
А мене сега ми се чини дека и тоа семејство на мамутите не е загинато. Табурата набрзо престана. Животните можеле да го изгмечат снегот под себе и во крајот на криштата да се извлечат од јамата. Па макар и по неколку дена. А да не зборуваме за тоа дека не морало да биде последното мамутско семејство во долината.